Автотрансплантација на срце како процедура ги има истите фази како и трансплантација на срце од друг донор. Разликата е во тоа што при автотрансплантација не се врши замена на оштетениот орган со туѓ, туку се реконструира срцето на пациентот на кого му се прави интервенцијата. Пациентите кај кои се прави автотрансплантација вообичаено имаат енормно зголемена лева предкомора на срцето, што невозможува правење на операцијата на лице место. Затоа срцето мора да биде извадено од градниот кош. Се прави обезбедување со вонтелесен крвоток, пошто следи неопходната хируршка корекција за намалување на левата предкомора, митралната валвула на срцето на пациентот. Доколку тоа не е можно, се прави замена на истата со вештачка протеза. Потоа реконструираното срце се враќа назад во градниот кош и се поврзува со крвните садови како и при трансплантација. Од 2000 година до сега во нашата клиника направени се вкупно 5 вакви операции. Истите беа изведени од доктор Жан Митрев и неговиот тим. Искуството на доктор Митрев во изведување на трансплантации, автотрансплантации на срце датира од пред повеќе од 26 години, кога има направено првата трансплантација во Германија. Јас кога почнава ме заболува срце, бев тешко болна. Одев во Струга на контроли. Во Струга ме опутија директно кај доктор Жан Митрев. Добро утро! Добра си? Супер! После неколку дена ме оперирае. Кога го видов, кога ме оперирае, срцето моје јас го видов во извадено влеѓа. По тоа време, по неколку дена, јас се чувствував многу добро. Откако сум оперисана 5,5 години. И многу добро се чувствувам и си работкам, што можам си работам. Никакви проблеми немам. Му благодарам уште еднош на доктор Жан Митрев. Браво! Здраво, докторе! Како си? Добро, јас сум Верка, нашиот пациент. Да, знам. Колку години помина? 5. 5 години? 5, 5,5. Ај. Јас ќе ве погнијам. Коска ти немаше од мен. Кога го видов срцево моје влеѓа, беше, да. извадено, па да останам ја жива, да шетам, па тоа го викам. Па супер. Ај, баш ми е мило. И така да тераш, тука сме што треба. Тука сме, ја не откажам и што тебе ќе помагам. А работиш ли нешто? Си работкам помалку. Што правиш? Има малу башчичка пред куќи. Што си браво. мога да си подработам? Не, животинки не ли чуваш? Малу кокошки. Кокошки? Ајде, супер, баш ми е мило. Да си жива и здрава. О, влеле. Гушка и ту голема гушка со задоволство.